Мирисот на морето и звукот на галебите. И мала џамија на брегот на Ускудар, каде 443 години откако е изградена, ниту една птица не слетела, ниту прелетела над неа. Да, добро слушнавте. Но како е ова можно? Всушност, се започна со барањето на Шемси Ахмед Паша, османлиски државник кој служел на почетокот на 16-тиот век. Беше неопходно да се изгради џамија околу која птиците не смеат да летат. Но имаше сериозен проблем. Кој гениалец може да убеди птица да не лета некаде? Ако некој можеше да го направи тоа, тогаш тоа беше Миимар Синан, еден од најголемите умови на сите времења, кој живеел за време на Османлиската империја и изградил уникатни градби кои ги издржеле тестот на времето со векови. Но, зошто Пашата сакаше таква џамија? Дали поради тоа што имал фобија од птици, или поради тоа што бил оптоварен со чистота, или пак имало некои други причини? Одговорот на ова прашање никогаш нема да го дознаваме со сигурност. Но, што и да беше, го наведе архитектот Миимар Синан на многу работи и размислување како да го постигне тоа. Миимар Синан почна да го испитува правецот на ветрот. Требаше да се најде место каде што ветровите дуваат еден наспроти друг и наспроти летот на птиците. Работеше без престан. Ова беше борба против природата, против птиците, но и против човечкото трпение. Сепак, тој не се откажа. Конечно, дојде до одговорот. Тоа беше Ускудар, место веднаш на брегот, каде џамијата ќе биде изложена на ветер од 4 страни, а обкружена со море од 3 страни. Но, тоа не е се. Се појавија нови грижи. Џамијата мораше да се изгради за морето и брановите да не оштетат и уништат. Решил да постави безбедносни столбови под морето. Се уште не е познато како успеал да го направи тоа, со оглед на тоа дека ваквата операција се уште е многу тешка и напорна. Но, повторно, тоа не беа два обична столба. Тие беа дизајнирани како еден вид алармен систем. Овие два столба може да се ротираат со рака. Меѓутоа, ако се лизне, нема да биде возможно, па ќе предупреди на можен колапс. Исто така, Миимар Синан предпоставил дека објектот ќе биде изложен на бури, при што водата може да навлезе во дворот. Затоа развил технологија која била неверојатна за 16-тиот век. Помеѓу џамијата и медресата поставил отвори низ кои водата ќе може да се врати во морето за време на бура. Миимар Синан бил познат по многу мали и значајни детали, на кои им придавал важност на сите згради што ги изградил. Така, например, името на Пашата, за кого е изградена оваа џамија, Шемси на персиски значи сонце. Па така создадени се символи кои наликуваат на сонцето и ја представуваат врската меѓу овој свет и другиот свет. Внатре во комплексот на џамијата има и медреса во дворот, која денес се користи како национална библиотека. Да се остане непоколеблив и да се истрае на времето и да се остави аманет на страниците на денот и ноќта. Секогаш да се споменува со пофалба меѓу луѓето. Ова се зборовите напишани на влезот од џамијата, која Шемси Ахмед Паша не дочекал да ја види завршена. Оваа џамија, символичен мост меѓу животот на овој и другиот свет, е и вечниот дом во кој почива Ахмед Шемси Паша, според кој го добила името.